Холандскиот лавиринт во градскиот парк во Скопје е едно од омилените места за игра и рекреација на најмладите да уби нов и освежен изглед по повод одбележувањето на Денот на кралот. Акцијата беше реализирана во соработка помеѓу амбасадата на Холандија, град Скопје и нивните партнери. Во рамки на настанот Портокалов ден кој се одржа во градскиот парк Скопје беа засадени 150 нови грмушки донирани од компанијата European Plants. Дополнително ученици од средното уметничко училиште Лазар Личиновски изработија уникатна скулптура на холандски кломпи која беше поставена како нов декоративен елемент во просторот. Настанот беше збогатен со бројни активности за најмладите и посетителите. Биди зелен организираше надпревар за најдобро декориран велосипед, разменотека и други едукативни забавни содржини. Беа засадени дури 800 садници цвеќе. Амбасадорката Узлем Дженел во своето обраќање истакна дека се надева од холандскиот лавиринт ќе продолжи да биде символ на долгогодишно пријателство меѓу двете земји. Генералниот секретар на град Скопје Славе Трпески упати честитки по повод роденденот на Вилем Александар, потенцирајќи дека македонско-холандското пријателство се потврдува преку бројни заеднички проекти. Представникот на Биди Зелен Дарко Арсовски Петровски ја истакна важноста од одржлив начин на живот и грижа за животната средина. Со оваа акција холандскиот лавиринт повторно се позиционира како атрактивен и едукативен простор за дружба, игра и подигнување на еколошката свест кај граѓаните.